Почитувани во пресцентарот на МИА е познатиот и светски научник Тодор Арсов, генетичар, кој предава на Штипскиот факултет за медицински науки. Господине Арсов, добро ни дојдовте во пресцентарот на МИА во Штип. Добро најдов и благодарам за поканата. Поводот е кампањата која што се одвива во текот на февруари месец. Тоа е кампањата за ретките болести. Во рамките на оваа кампања вие земате активно учество. Еве што се случуваше се изминатиот месец за да се подигне онаа ниво и луѓето да знаат за ретките болести. Вака, ова е кампањата ги запознаваме ретките болести, која што традиционално, еве веќе 6-та година, се одигрува низ текот на месецот февруари. Февруари е затоа што знаеме дека секоја 4-та година има еден редок ден, 29 февруари, тоа е денот на престапната година, кој што на некој начин соодветствува на идејата нели за ретките болести. Се разбира дека и во другите години, кога нема престапен ден, го одбележуваме денот на ретките болести на 28 февруари, а еве секоја 4-та година е на 29, тоа е интернационалниот ден на ретките болести. Кампањата ги запознаваме ретките болести почнува на 1 февруари и со една промотивна, да кажеме, промотивен настан и конференција, да кажеме, за медиумите и граѓаните во Охрид, бидејќи кампањата ја води Охридската гранка, да кажем, на тоа здружение, на чело со господјата Гордана Лолеска. И имаме можност да кажеме уште еднаш за тоа што е сработено, да речеме, во претходната година, што се плановите за наредната. Низ овие 6 години, низ овие 6 сезони се, да речеме, покриени околу 250 диагнози, кои што се дистрибуираат до здравствените работници, луѓето кои што живеат со ретки болести по широката јавност, низ различни форуми, да речеме од телевизија, радио, стандардните медиуми до електронските медиуми. Например, кампањата е доста активна на Facebook, на Instagram и така натаму. Во последниве години кампањата веќе оди и двојазично, и на македонски и на албански јазик се создаваат материјалите. И еве, кампањата има за цел низ овој месец да ја зголемиме свесноста за постоењето на ретките болести, за проблемите со кои што луѓето кои што живеат со ретки болести се собираат и да се обидеме, нели, како општество да се доближиме до овој значаен проблем, бидејќи знаете како рекол Махатма Ганди, дека едно општество се цени преку грижата која што ја покажува за најранливите категории. Така, во светот колку имаме регистрирано ретки болести? Дали секоја година се откриваат нови ретки болести? Видете, мислам дека е добро да кажеме прво што е тоа ретка болест. Ретка болест се дефинира преку нејзината честота во популацијата и некако сме се договориле на меѓународен план дека тој број е околу 2000, да кажеме, во колку една болест е поретка од и зафаќа помалку од 1 на 2000 луѓе во популацијата, ја сметаме за ретка болест. Вакви болести во различни извори, различни литератури има различен број, но секако се над 6000, 7, 8000 и постојано овој број расте. Најголемиот дел од генетските болести се всушност од ретките болести се генетски причинети, околу 70% до 75%, останатите не се од генетска природа. Така што, да, како одиме напред со сознанијата, особено во областа на човечката генетика, така се повеќе осознаваме и научуваме за нови болести во оваа група. Така, да ни кажете, рековте дека 70 до 75% за ретките болести се гените. Колку науката, колку истражувањето помага за побрзо да се откријат овие ретки болести? Имаме случаеви каде што луѓето тропаат од врата на врата или од болница до болница и тој пат трае буквално едно
можеби 15 години додека им се диагностицира што всушност тие боледуваат. Ова зашто ме прашувате е всушност опишано во светот на науката, во литературата како диагностичка одисеја или едно диагностичко талкање, кое што вистина и според светската литература може да одземе од неколку па и до 20 години. Патувањето обично го вклучува нели целото семејство и неретко бара посета на поголем број, во просек 8, но по некои пати 20 различни специјалисти во повеќе наврати и се разбира дека вклучува во добар процент и воспоставување на погрешни диагнози, нешто што личи на почестите болести на кои што размислуваме повеќе. Не е невообичаено еден пациент со ретка болест да добил претходно меѓу 3 и 7 или во просек 4-5 други диагнози, додека не допатувале до етиолошката диагноза, која што ја воспоставува генетското тестирање. Значи, вредноста на генетските истражувања е во изнаоѓање на причини за овие ретки болести, а вредноста на диагностичкото тестирање, значи во клиничка пракса, е што ја воспоставува етиолошката диагноза. Значи, нештото што клинички личи на определена болест, со генетскиот тест може и да се, да речем на некој начин, уточни и прецизира. Прашањето за брзината со која што се воспоставува диагноза на една ретка болест е важно, бидејќи во некои случаи пораното откривање и диагностицирање на болеста и пораните терапевски интервенции, да кажеме, се поврзани со подобар исход и ние знаеме и за група на ретки болести, каде што, да речеме, ако болеста се диагностицира доволно рано, всушност става и се спроведат определени терапевски, да кажем, мерки, кои што се по некои пати само промени, да речеме, во видот на храната и така натаму, се развива човек сосема типично, без никакви проблеми, а ситуацијата е многу поинаква во колку се испушти диагнозата во првите неколку денови, недели од животот. Меѓутоа, за овие болести, од групата на ретки болести, каде што знаеме дека постојат такви интервенции кои што значително го менуваат исходот, да кажем, од болеста, постои така наречен новороденички скрининг и во нашата земја во последните години е веќе воспоставен редовен програм за национален скрининг за тие почести болести за кои што имаме определени мерки, лекувања, кои што ако се спроведат доволно рано, ја превенира, да кажеме, на некој начин појавата на болеста. Сега се разбира дека ова е поврзано во известна мерка со финансии, дека побогатите држави во новороденечкиот скрининг вклучуваат значително поголем број на болести и дека ова проширување на листата на новороденечкиот скрининг е еден постојан напор на организацијата на пациенти со ретки болести и на лекарите кои што работат во определени подрачја. Болестите кои што не се во скринингот се разбира дека се диагностицираат со клиничката манифестација и да, може колку да еве овие скрининзи се успешни, колку навреме видете, ние зборуваме за 3 или 4 болести кои што се во националните програми во моментот во нашата земја, можеби десетина во некои од побогатите или стотина можеби болести супер ретки, да кажеме, кои што се во тие скрининг програми низ светот. Скринингот е секој пат скрин, значи завеса. Ние кога правиме скрининг, секој пат гледаме како од позади завеса. Ниеден скрининг не е идеален во смисол нема 100% специфичност и сензитивност. Не може да ги опфати сите случаи, меѓутоа најголемиот број од случаите ги препознава и понатаму со диагностички тестови се покрива. Така да мислам дека во принцип би требало да е релативно успешна таа програма. Така, кога зборуваме за ретките болести, имаме регистар на ретки болести. Колку болести, колку пациенти имаме во овој регистар?
Па видете, јас баш пред известно време, јас не сум дел од Комисијата за ретки болести, така да немам непосреден пристап до овие информации. Меѓутоа, мислам дека последно што видов се можеби околу под 1000 пациенти во Македонија во тој регистар. Тоа не се 1000 болести, помалку болести, меѓутоа за некој од нив има по повеќе пациенти регистрирано. Например, за минатата година мислам дека се додадени 6 нови болести и 16 нови лекови или обратно, 16 диагнози и 6 лекови во една година. Отприлика тоа се бројките во Македонија. Битката на пациентите со ретки болести е секако терапијата. Дали имаат тие терапија и дали државата им ја обезбедува? Бидејќи имаме реакција од нив дека едноставно доцнат тендери за одредени ретки болести. Во нашата земја постои програма за лекување на ретките болести по соодветен правилник, да кажеме, кој што е јавно достапен, кој што дефинира дека опфаќа ретки болести всушност од групата или подгрупата на така наречени ултраретки болести, каде што честотата во популацијата е помалку од 1 на 100.000 или помалку од 20 диагностицирани пациенти во земјата. Јас не сум точно сигурен како некое тело допатувало до таа конкретна одлука и бројка, меѓутоа за болести кои што го исполнуваат овој критериум на ултраретки болести со честота помалку од 1 на 100.000, за кои што постојат лекови кои што се регистрирани во Америка од FDA, тоа е американското тело кое што регистрира лекови, и во Европа од EMA, тоа е Европската агенција за лекови, и за кои што постои определено искуство на европскиот континент, може да се направи барање и да се добие лекот. Сега пристапот до лековите не е брз, мислам дека тоа одзема месеци, по некој пати подолго, поврзано со овие наши тендерски постапки. И тоа е еден дел, да кажам, од прашањето што го поставувате, како е тоа решено и проблемите што се сврзани со тоа. Другиот дел се подразбира дека ние имаме ретки болести кои што не спаѓаат во таа група на помалку од 1 на 100.000, кои што се да речеме 1 на 2.000 до 1 на 99.000, за кои што постојат лекови кои што се извонредно скапи. Исто така еве ние го имаме сега примерот со трикафта и цистична фиброза, значи тие не би влегле во лекување според оваа програма на Министерството за здравство, туку би требало да се најдат некои други механизми, еве се изнаоѓаат разни решенија преку условни буџети, преку различни болници и така натаму, што се должи всушност на непостоење на фармакоекономски базиран систем на така наречена позитивна листа во Фондот за здравство, каде што, знаете и вие, таа не е ажурирана едно 20 на години и не е јасно на кој начин лекови може да дојдат на оваа листа. Така што има доста проблеми кои што ги засегнуваат не само луѓето со ретки, туку и луѓето со почести болести. Ние од време на време гледаме определени проблеми, например, дури и со инсулините во набавките, со тендерите, например, терапијата заместителна со имуноглобулини, или, например, еве дури до нешто како ленти за мерење на гликемија кај пациентите со тип 1 диабет што се на инсулин. Така што тоа се, за жал, тие такви системски проблеми во финансирањето на лековите воопшто, се разбира дека ова е особено понагласено во групата на ретки и еве некои решенија во ултраретката група. Во изминатиот месец бевте дел од оваа кампања. Според вас, каде треба еве државата, системот, во кои делови да им даде поддршка на луѓето со ретки болести? Што тие реагираат на што бараат? Финанси, терапија, што? Поголема грижа? Да видите, мислам дека сето ова што го кажувате е тоа. Тие бараат, ми се чини, систем кој што ќе овозможи сите овие работи за кои што зборуваме, почнувајќи од рана диагноза до пристап кон постоечките терапии, воколку за тоа се разбира има некаква оправданост, и се разбира поддршка низ тој цел процес. Затоа што, знаете, ние имаме, ми се чини сепак еден малку погрешен пристап кон ова нешто. Лекови за ретки болести има за помалку од 5%, ако и толку. Значи, во најголемиот број на случаи ние немаме можност за лекување етиолошко и всушност
знаете, во голем број на случаи и од моето искуство лекот е во зборот. Знаете, и да можете да седнете со некого и некој да ве поддржи психосоцијално, да ви најде некое практично решение во секојдневниот живот. Знаете, детенце кое што има моторни проблеми не може да оди во школа, се судира со скали, например, и училници на втор спрат, како треба тоа прашање да се реши. Значи, проблемите се многу и решенијата не се само финансиски, да кажам, во смисол на овие скапи лекови и така натаму, туку по некој пат значително по веќе сврзани во нештото што доаѓа во делот, да кажеме, на работа со семејството од аспект на генетско советување, што значи таа диагноза за други членови на семејството, и социјална работа, знаете како може функционирањето на тоа семејство да се подобри и во домот, но и надвор од домот. Така. Гледам дека пациентите со ретки болести бараат поголемо генетско истражување. Кој ги прави овие генетски истражувања во нашава држава? Да. Значи, уште еднаш да кажеме дека околу малку помалку од 1/3, еве 1/4 од ретките болести не се со генетска етиологија, барем колку што знаеме денес. И тука сакам да кажам дека диагнозите и за ретките и за други болести се на крајот поставуваат клинички. Генетското тестирање е еден инструмент, моќен инструмент за препознавање на етиолошката диагноза, но не се подпира диагнозата, да речем, само на генетските тестови. Во нашата земја постојат повеќе лаборатории кои што се занимаваат со оваа диагностика. Се разбира дека под број 1 би ја спомнал лабораторијата за генетска диагностика при Македонската академија на науки и уметности во Центарот за генетско инженерство и биотехнологија, академик професор Георги Ефремов, кои што се сега екипирани, ми се чини како една лабораторија во светот со новите можности на геномното тестирање на широки панели, тестирање на целиот екзом. Значи, тоа е едно место. Друго место е, например, Институтот за имунобиологија и хумана генетика на Медицинскиот факултет во Скопје, каде што исто така во соработка со центри во светот може да се обезбеди генетска диагноза, зборувам за молекуларна ДНК диагноза. Освен ова, имаме и неколку цитогенетски лаборатории кои што се занимаваат со хромозомска патологија. Ние сакаме се денес да размислиме дека е во екзомот и во геномот, меѓутоа дел од овие ретки болести се всушност и хромозомски по својата природа. Таква има една цитогенетска лабораторија во клиниката за гинекологија и акушерство, во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и на клиниката за детски болести во клиничкиот центар во Скопје. Се разбира дека сега имаме експлозија на лаборатории во приватниот сектор, во приватните болници и независно од болниците, како самостојни, да кажам, лабораториски центри, така што има многу можности за тестирање. Таму каде што јас го гледам проблемот и мислам дека е многу значаен, и всушност во недостатокот на кадар кој што се занимава со клиничка генетика, генетско советување, односно кој што им дава поддршка на пациентите низ текот на генетското тестирање. Знаете, во светот е невообичаено, дури би го сметали и за неетички и надвор од препораките на учените тела, например, да отиде човек да се тестира генетски без да имал можност да седне со генетски советник пред тоа и да разбере точно што ќе му се случи и кои се можните резултати и така натаму, импликации за самиот човек, импликации за семејството и слично. А камоли, знаете, да ви дојде само со веќе готов резултат. Меѓутоа, еве кај нас, дури и со готов резултат, луѓето имаат малку можности, всушност, со кого да разговараат за овие резултати, да им бидат точно објаснети и да може да се добие максималниот бенефит, да кажам, кога е веќе воспоставена диагнозата, така да тука сметам дека имаме големо поле за работа во наредните години, еве ќе се обидеме да допринесеме. Така. Рековте 1000 пациенти дека има во тој. Еве вашите анализи што говорат, која е најнеретката болест во овој регистар, односно каде се најголем број на пациенти? Видете, јас немам пристап до регистарот, бидејќи мислам дека тоа е некако затворено во Комисијата за ретки болести или некако така. Меѓутоа, јас ќе ви кажам дека јас, например, овдека сум се сретнал со пациенти кои што се можеби 5-тиот опишан на планетава.
имаме семејство со некоја болест кое што е, например, третото семејство што е воопшто опишано во литературата. Така да имаме ултра ретки случаи на ултра ретки болести, се разбира ги имаме и примерите на болести кои што се почесто, спомнавме цистична фиброза, дишанова мускулна дистрофија и така натаму. Во поглед на географијата, ако тоа беше прашањето, не знаеме дека сега има некое подрачје во Македонија кое што е специјално предиспонирано и така. Мислам дека болестите се распоредени низ целата земја. Постојат определени точки каде што некое заболување е можеби со малку поголема честота. Тоа е затоа што, знаете, генетиката е на некој начин сврзана со географијата и е невообичаено во определени географски региони геномот да има определени карактеристики. Знаеме и генетските болести имаат различна честота на различни делови на планетата и видите, тоа е еден од предизвикот на ретките болести, што некоја болест за една географија може да е многу ретка, за друга географија може и да не е толку ретка. Господин Арсов, вие сте генетичар, истражувач, а дали во моментов истражувате некоја ретка болест? Видете, јас сум од пред 18 месеци академски, од пред 12 месеци со вработувањето, преселен во Факултетот за медицински науки во Универзитетот Гоце Делчев овде во Штип и овде живеам веќе една година во убавото Ново село. Се уште не сум организиран овде, да кажам, во поглед на некаков формален проект. Имам неколку студенти, докторанти кои што имаат своји проекти, дел од нив се допираат до овие прашања. Меѓутоа, знаете, секоја диагностичка постапка во моментот, во делот на употребата на геномните технологии, да кажеме, секвенционирање на целиот геном, е истражувачки проект сам за себе. Имам соработка со центар во Америка во моментот, каде што можеме да испраќаме делумно определен број пациенти годишно, така да сум постојано, да кажам, активен и се надевам дека ќе заживееме во тој поглед и регионално. Знаете, ова е многу важно, сакам да го напоменам ако може, дека во нашата земја имаме една аномалија, тоа е концентрацијата на сите ресурси, и академски, и диагностички, и од социјална работа, и Министерство и така натаму се е во Скопје, значи мислам дека дел од напорот ќе мора да биде да се децентрализира, бидејќи ги гледаме проблемите на пациентите не само со ретки, туку и со почести болести. Не може се да е во Скопје, значи ќе мора да размислуваме како овој здравствен систем, социјалната здравствена заштита малку и да се регионализира. Секако го гледам Штип како центар во Источна Македонија, Битола можеби Охрид во Западна Македонија, бидејќи овие пациенти не можат да патуваат секојдневно или еднаш неделно, знаете, до Скопје за некаков вид на услуга или да остварат некакво право од социјална или здравствена заштита. Имате импозантно светско искуство и наобразба низ универзитетите во светот. Бевте вклучени во тим кој успеа после 20 години подоцна да докаже дека женовината за чедоморство всушност не е убиецот. Тоа се случи во Австралија, бевте дел од тој тим. Да ни кажете, во овој случај вашата струка, тоест генетиката, помогна една невина жена да се ослободи. Како се случи сето тоа? Па еве видите, повторно зборуваме за предизвиците на ретките болести. Болеста од која што всушност починале двете од 4 починати деца, двете женски деца, во ова семејство во Австралија, всушност боледувале од ретка болест, за која што во светскиот регистар за калмодовинопатија имаме можеби 150 на пациенти. Сега имавме 70, да кажеме, во 2019 година, кога случајот беше преотворен за разгледување. Така што најголемиот предизвик всушност беше точно тоа, недоволното разбирање за специфичностите на ретките болести,
Затоа што, знаете, кога ние ќе откриеме некоја нова ретка болест, прво ги опишуваме случаите кои што се врват на сантата мраз, тие кои што најмногу отстапуваат од вообичаеното, тие што имаат некаква голема клиничка презентација или кои што имаат катастрофален исход, еве за жал со несакан ефект. Меѓутоа, како подолго живееме со болеста, како почесто размислуваме за таа болест клинички, така и лицето на болеста со текот на времето се менува и почнуваме да учиме дека всушност болеста сврзана со еден ген не е само тој катастрофалниот дел од спектарот, туку може да биде и со поблаги, да кажеме, или поневообичаени, дури сосема поинакви манифестации. Предизвикот за мене како генетичар во тој случај беше точно тоа што врската помеѓу болеста што ја гледавме, да кажеме, кај децата и генот не беше воспоставена на начин на кој што догматски ориентираната клиничка пракса сакаше да случајот да биде. Така што ние моравме да работиме многу напорно во тек на 3 години, за да го поддржиме нашето тврдење дека всушност тој исход на ненадејна, необјаснета смрт во рана детска возраст е поврзан, е манифестација, може да биде манифестација на оваа болест, прво преку функционални анализи кои што покажаа дека протеинот засегнат всушност не работи како што треба, и второ со изнаоѓање се разбира и на други семејства кои што имаат таква слична манифестација, така што тоа беше еден неверојатен, да кажам, триумф на науката, каде што успеавме да направиме едно добро. Дали после овој случај имаат повикано и други луѓе да работите на откривање на вакви случаи, на истражување на вакви случаи? Видете, овој проблем на родители кои што ги повредуваат своите деца излегува дека е еден доста значаен социјален проблем за кој што не знаеме многу. Барем во западниот свет има поголем број на судски процеси кои што се обидуваат, да кажеме, да разјаснат, ако не да докажат, дека родителите имале некаква улога или во несакан исход, или да речеме во контекст на Минхаузеновиот синдром измислуваат болести и го оптоваруваат здравствениот систем со болести што не постојат или ги само повредуваат децата за да ја добијат медицинската грижа која што мислат дека им следи и така натаму. И знаете, ова е едно многу сложено и комплексно социјално прашање, бидејќи се допира до една најсвета, ми се чини, врска во овој свет меѓу родителите и децата, бидејќи децата се на крајот на криштата оставени на грижата и на довербата на родителите. Сигурно дека во определен процент на случаи за вакви појави постојат и веројатно овие обвинителни, да кажеме, постапки и осуди и така натаму, затворски и други пресуди каде што децата се одземаат од семејството и така натаму се оправдани, но сметам дека не би требало да биде едноставна пракса, освен во колку не постојат убедливи докази. Знаете, кога имате семејство со 3 деца, 4 починати или биле значително болни со објективни клинички наоди или наоди од аутопсија и така натаму, да прифатите дека е тоа на некој начин поврзано или последица со негрижа или злоставување од страна на родителот, за мене е извонредно тешко, да кажам. Така што од тогаш навака не контактирале за неколку случаи, например, еден во Канада, еден во Грција. Мислам дека и медиумите грчки пишуваат доста детално за нашата вмешаност, да кажам, во тој случај, каде што се обидуваме со примена на овие нови генетски технологии да разјасниме патологија или болести кои што веќе постоеле кај децата. Да, мислам, се надеваме дека ќе можеме да помогнеме, но знаете, правдата е... Така. Прочитав дека сте дел од тимот на Универзитетот Колумбија во САД, кој работи студија, тоа е истражување за она што после COVID-19, со какви здравствени проблеми се соочуваат пациентите. Што покажа оваа студија? Има ли веќе некои конкретни резултати?
Видете, јас во Колумбија бев точно во она време, една година кога беше пандемијата во пик и живеев преку улица од ургентниот центар во Пресбитеријанската болница, која што е клиничка болница на Универзитетот Колумбија во Њу Јорк. И ја доживеав болеста на еден голем начин. Бев вклучен во истражувачки проект тогаш, кој што се обидуваше да докаже долги последици од ковидот. Знаеме, гледаме дека има, знаете, ова е нов вирус, кој што го предизвика имуниот систем на човекот на еден начин на кој што нели претходно не бил. Мислам дека нештата не се уште многу јасно до прецизирани. Не го следам веќе подрачјето многу прецизно и не би можел да кажам нешто повеќе. Но во моментов веќе немам афилијација со Универзитетот во Колумбија, сега имам во Лондон со Институтот Франсис Крик, каде што работиме на дел од овие интересни случаи со ретки болести, особено имуни дефицити, недостаток на функцијата на имуниот систем или автоимуни, да кажеме, болести. Во моментов што друго истражувате, еве? Со кои универзитети, со кои институти? Па не, ова е другата афилијација која што ја имам и во тек се неколку други преговори за соработка, меѓутоа нема ништо. Зошто токму Штип го избравте, а не Скопје? Видете, јас кога решив да се вратам во земјата, тоа беше долг, знаете, тоа е долг процес и веројатно и да отиде човек некаде, одлуката се сеќавам тлееше неколку години, меѓутоа и враќањето исто така. Видете, ние се судираме со овој проблем, слушаме секој ден на телевизија одливот на младите, умовите и така натаму. А она за што помалку се зборува, тоа е всушност проблемот еве на луѓето и кои што посакуваат да се вратат, како што сум посакувал јас, да кажем, и ми требале неколку години да се создадат околности. На крајот, кога решив, јас всушност немав ништо конкретно овде организирано, меѓутоа, знаете, по некој пат и универзумот помага и се случи тоа вработување релативно брзо, од кога се врати во универзитетот на медицинскиот факултет во Скопје, каде што бев во првата година од животот, некако, да, не се најдов себе си, односно, мислам дека ми требаше некаков поголем и поинаков, да кажам, предизвик и овдека се отвори местото во факултетот, еве пак со некакво замешателство и да ви кажам, јас во Штип сум доаѓал многу често како студент, бидејќи мојата една од најдобрите другарки и колешки, сега веќе професорката Марија Хаджилега, е од Штип и тука сме доаѓале и сме учеле заедно и така натаму. Така што го знаев Штип, ги знаев убавините на Штип и историјата и Новоселската црква и црквата Свети Никола и сето тоа. Така што за мене беше многу лесна одлуката и еве сега после една година веќе физички во Штип немам, да речам, никакви дилеми. Мислам дека имам доволно простор во факултетот, да кажам, да се искажам. Наоѓам доста сатисфакција во работата со студентите. Мислам дека се инспирирани, мислам дека сум во возраст во која што и можам и знам како и сакам да ја инспирирам следната генерација, бидејќи тоа е најголемата обврска, мислам, која што ја имаме како академски луѓе во оваа фаза. Се разбира дека се обидувам и други работи, нешто во диагностика, нешто во истражување, затоа што тоа мора да оди заедно, меѓутоа вистинскиот жар мислам дека е овде и тоа го живеем и ми е добро. Така, во тој контекст, дали Македонија и Штипскиот универзитет и останатите универзитети во земјава имаат добри услови за истражување, технологија, материјали и сето тоа? Видете, овој универзитет е релативно нов. Се разбира дека има многу за работа и за раснење, меѓутоа има и голем ентузијазам, има желба. Мислам дека не се пропушта можност кога има да се аплицира и да се донесат проекти и имаме тука и добри научници и добри проекти и добра публицистика. Еве гледаме универзитетот оди нанапред и со рангирањето на овие меѓународни ранглисти. И во факултетот во Скопје, да кажеме, можностите се ограничени. Јас мислам дека во нашата земја, барем во биомедицинските истражувања, ние мораме да се ориентираме кон нешто што е поблиску до
некаква клиничка импликација, нешто што е поблиску, да речем, до некаква диагностичка работа. Немаме тука услови за, да речем, многу скапа наука, за некакви многу базични истражувања како што се во светот, и мислам дека секој млад човек кој што има поголема желба и амбиција би требало една фаза од своето формално академско или стручно образование, да речеме дали ќе се тоа постдипломски, магистарски или докторски студии или специализацијата како стручно образование да ја помине во светот, бидејќи само на тој начин ние можеме да се вмрежиме со случките и со тенденциите. Инаку знаете, не е добро кога во еден цел факултет вие немате ниту еден наставник кој што е еден цел формален степен од своето образование поминал во друг центар. Тоа не се случува во Австралија, не се случува во Америка, не се случува во Канада. Значи не е можно да бидете професор во Канада и директор на некаков центар или институт, ако не сте поминале барем неколку институции претходно во својот живот, да не кажем и неколку земји, бидејќи најдобрите центри од вашата област ќе бидат во некоја друга земја. Господине Арсов, ви благодарам на разговорот. Јас ви благодарам уште еднаш за поканата и се надевам дека објаснивме нешто околу ретките болести за вашите гледачи, дека ќе им биде интересно. Ви благодарам. Почитувани гостин во пресцентарот на МИА во Штип беше Тодор Арсов, познат македонски светски генетичар.